Почитувани дами и господа, представници на државните институции, здруженија и представници на медиумите, добар ден и добре ни дојдовте на првиот јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги за оваа година. Според агендата, покрај презентацијата на спроведените активности на Агенцијата во изминатиот 3-месечен период, ќе имате можност да ги проследите и резултатите од поведените прекршочни постапки согласно изборниот законник за предвремените парламентарни избори што се одржаа во декември 2016 година, а ќе се дискутира потребите за измена на изборниот законник. По завршување на презентациите ќе биде отворена и панел дискусија. За нас е период во кој агенцијата интензивно работеше на спроведување на активности согласно годишната програма за 2017 година. Стручната служба ги реализираше предвидените редовни програмски и административни надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи и издавачите на печатени медиуми. Агенцијата изврши еден вонреден надзор врз еден радиодифузер по два основи од членот 67 на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, програмски стандарди и принципи, член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, обврска за превод на делови од странски програми што се користат на програмите на радиодифузерите. Во првиот квартал од 2017 година агенцијата на еден радиодифузер заради констатирано непочитување на членот 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, односно поради емитување на содржини на англиски јазик, без истите да бидат преведени на македонски јазик, нудат решение за преземање мерка опомена. На овој радиодифузер му е наложено во определен временски рок да го согласи своето работење со законските одредби. Агенцијата во јануари 2017 година ја заврши реализацијата на активности поврзани со предлозите на Привремената комисија за следење на изборното медиумско представување. И тоа поведе 5 постапки за пореднување, односно прекршочни постапки со барање изрекување прекршочна санкција глоба. Ќе беа поведени против 5 радиодифузери поради повторени прекршувања на изборниот законник, од кои 2 постапки за 2 радиодифузери заради повреда на член 75г став 1, односно емитување на повеќе од 8 минути платено политичко рекламирање во реален час за една политичка партија или емитување на повеќе од 1 минута ППР за политичките партии во собранието кои немаат пратеничка група и за политички партии кои не се застапени во собранието. Едната постапка за порамнување е успешно завршена, а втората постапка за порамнување заврши неуспешно, истата беше поведена прекршочна постапка, односно глоба пред надлежен суд. Останатите 3 прекршочни постапки за 3 радиодифузери се за непочитување на член 76б став 3 за прекршување на изборниот молк, од кои 2 постапки за порамнување се успешно завршени, а една постапка за порамнување заврши неуспешно и истата беше поведена прекршочна постапка глоба пред надлежен суд. Во изминатото тромесечие, Советот на Агенцијата заради не плаќање на годишниот надоместок за дозволата за телевизиско или радио емитување во законски утврдениот рок донесе 4 одлуки за одземање на дозволата, и тоа на Радио Пекчево, ТВ Скопје, ТВ Арт Тетово и ТВ Интел Струмица. Телевизија Скопје, за телевизија Скопје Советот на последната одржана седница ја донесе одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата, бидејќи телевизијата дополнително го плати надоместокот, со што нови радиодифузер му е вратена дозволата и таа одлука ќе биде објавена во службен весник. Во изминатиот период на 3 радиодифузери им престана важноста на дозволата за телевизиско, односно радио емитување по сила на закон со писмена изјава, и тоа на радио Еми Джевчет, радио Јехона 2003 и ТВ Топ Естрада Тетово. По поднесено барање, Радио Јехона и Топ Естрада добија нови дозволи, и тоа Радио Јехона за подачето на општина Куманово, а Топ Естрада за регионот Делшо. Сите радиодифузери на кои им беше одземен, односно им престана да им важи дозволата, се избришани од регистарот на радиодифузери. Покрај овие две, Советот на Агенцијата донесе една одлука за доделување на дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат
на албански јазик и на македонски јазик на државно ниво преку оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа. Врз основа на доставеното барање за добивање на дозвола за локална радиостаница во општина Кривогаштани, Советот донесе одлука за објавување на јавен конкурс за музичко говорно радио од општ формат на македонски јазик. Предметната постапка за одделување на оваа дозвола е во тек. Во доменот на меѓународната соработка во месец јануари Советот на Европа во рамките на проектот за јакнување на судската експертиза за слободата на изразување и медиумите во Југоисточна Европа, ЮФРЕКС, за стручната служба на агенцијата организираше дводневна обука на тема професионални новинарски стандарди и работилница поврзана со човековите права и судската практика на Европскиот суд за човекови права во делот на слободата на изразување. Агенцијата во месец март учествуваше на 7-та средба на ЕРГА во Брисел согласно работната програма за 2017 година. ЕРГА ќе разгледа можност од основање на Академија на ЕРГА во која ќе се разработуваат разни теми како владење на правото, стратегии за надзор, ефикасност на одборите и трендовите и технологиите. На оваа средба беше презентирана и студијата за промовирање европски дела во аудиовизуалните медиумски сервиси и извештајот за алатките за заштита на децата во областа на аудиовизуалните медиумски услуги. Агенцијата во месец март учествуваше на третата подгрупа на ЕРГА за саморегулација и корегулација во Брисел, која беше формирана со усвојување на програмата на ЕРГА за 2017 година, во која учествуваат 23 регулаторни тела. Во Брисел представниците на агенцијата исто така присуствува и на 13-тиот состанок на подкомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика. Заклучоците на Европската комисија кои произлега од подкомитетот се во насока дека агенцијата ќе продолжи да обезбедува независност, предвидливост и транспарентност како регулаторно тело за медиуми, особено имајќи во предвид важноста на агенцијата како тело кое гарантира едно од најосновните права, кое е есенцијално за владење на правото, како и дека агенцијата ќе следи активно ревизијата на директивата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Представник на агенцијата учествуваше на регионалниот состанок за подготовка на публикацијата, регулаторните тела за медиумите и говорот на омраза, организиран од Советот на Европа во Белград. За потребите на агенцијата во јануари беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникацијска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално или локално ниво за четвртиот квартал од 2016 година, како и годишен извештај за 2016 година за досегот на радиостаниците и за уделот на вкупната гледаност на телевизиските станици на државно, регионално и локално ниво. Во јануари беше изработен извештајот за преземени активности на агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги во насока на следење собственичката структура на радиодифузерите и нивните обврски во поглед на транспарентноста на собственоста и на изворите на финансирање за периодот од 1 јули до 31 декември 2016 година. Во извештајот се опатени промените во собственичката структура на радиодифузерите, кои што агенцијата ги одобри во извештајниот период, активностите поврзани со утврдување на недозволена медиумска концентрација, како и активности во врска со следењето на обврската на радиодифузерите за обезбедување јавност во работењето. Во март агенцијата го изработи документот Насоки за идентификација на давателите на аудио и аудиовизуални медиумски услуги по барање, кој обезбедува основни насоки за утврдување на критериуми според кој одредена аудиовизуална услуга се смета дека представува аудиовизуална медиумска услуга по барање. Агенцијата подготви и две анализи, и тоа анализа на поведените управни спорови против актите на агенцијата за периодот јануари 2016 до декември 2016 година, анализа на сите преземени мерки од страна на агенцијата и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатени медиуми и оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи. Во првиот квартал агенцијата издаде вкупно 142 потврди за регистрација на програмски пакети. Поради неуредност и некомплетност на пријавите беа донесени 15 решенија со кои се смета дека пријавата не е доставена и 2 решенија за запирање на постапката. 3 оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи до агенцијата доставија известување дека престанале да ја вршат дејноста, поради што беа избришани од регистарот. Моментално во регистарот се евидентирани 38 оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи.
Представници на агенцијата со две презентации учествуваа на 12-та меѓународна конференција e-општество.мк насловена проверка на факти и влијанието на новите технологии врз новинарството. Едната презентација во сесијата за медиумска писменост и барањето на граѓаните за повисок квалитет на медиумите, а втората е во сесијата за актуелната состојба на медиумите во Македонија. Во месец февруари агенцијата организираше посебна презентација за резултатите од истражувањето на нивото на медиумска писменост кај возрастната популација, спроведено кон крајот од 2016. На наставното присуствуваа представници на надлежни институции, граѓански организации и медиуми, а оваа среда беше искористена да се разговара за формирање на мрежа за медиумска писменост во Република Македонија, како неформално здружување на сите релевантни фактори и субјекти во државата кои би работеле на проекти за развој на медиумската писменост. Во месец март до сите релевантни субјекти беше дистрибуирана покана за пристапување кон мрежата за медиумска писменост на Република Македонија, а во прилог на поканата беше испратена и финална верзија на актот за формирање на мрежата, усогласена во процесот на консултација по нацрт актот и пристапници за членство во мрежата. Сите субјекти беа повикани најдосно на 17 март да ги испратат потпишаните пристапници. До сега во агенцијата се пристигнати повеќе од 20 пристапници и во текот на денешниот ден пристигнаа нови пристапници, а имаме најава и за дополнителни. Во периодот што следи ќе биде организиран посебен настан на кој ќе биде официјализирано формирањето на мрежата за медиумска писменост. На овој јавен состанок одлучивме да дадеме акцент на изборниот процес за предвремените парламентарни избори во 2016 година. Повеќе месеци во 2016 година агенцијата беше ангажирана за исполнување на законските обврски кои што произлегуваат од изборниот законник, односно активности поврзани со мониторингот на изборното медиумско представување за време на предвремените парламентарни избори. Прво закажани за јуни, а потоа одржани во декември 2016 година. Преку политички договор за прв пат од постојањето на регулаторот беше формирана привремена комисија за следење на изборното медиумско представување, која ги даваше оценките за балансот во известувањето на медиумите наместо стручната служба на агенцијата, без оглед дали агенцијата се согласувала со истите или не. Агенцијата врз основа на предлозите за постапување од страна на привремената комисија, а согласно изборниот закон, покрена повеќе прекршочни постапки против радиодифузерите, бројката е над 60. За прекршоците сторени по прв пат агенцијата покрена прекршочни постапки за кои судот изрекува прекршочна санкција опомена, додека за сторените прекршувања по втор пат прекршочна санкција глоба. Прегледот на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите согласно изборниот законник, како и резултатите од поведените прекршочни постапки за предвремените парламентарни избори во 2016 година, денес се ги презентира колешката Ивона Муфишева Алексовска, раководителка на одделението за нормативно правни работи. Повелете, колешка. Добар ден и од мене на сите присутни, како што посочи директорот во оваа презентација ќе бидат изложени резултатите од прекршочните постапки за повреди на одредбите од изборниот законник за предвремените избори за пратеници во собранието на Република Македонија во 2016 година. Должноста на Агенцијата за следење на изборното медиумско представување и програмите на радиодифузерите од денот на распишување на изборите до денот на одржување на изборите, како и поднесувањето прекршочна постапка во рок од 48 часа по утврдување на прекршокот на одредбите од изборниот законник против радиодифузерот која сторил истата,
се нормирани во изборниот законник. Исто така и во законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги е утврдено дека за време на изборната кампања радиодифузерите се должни да ги почитуваат прописите со кои што се регулираат изборите во Република Македонија, а агенцијата дека е должна да врши активности поврзани со овие прописи. Изборниот законник претрпе наназад многу бројни измени и дополнувања, меѓутоа во ова презентација се апострофирани оние измени и дополнувања кои се релевантни за постапувањето на агенцијата во смисла на поведувањето на прекршочните постапки по утврден прекршок. Па така, согласно важичкото решение од изборниот законник, агенцијата е должна во рок од 48 часа по утврдување на повредата на одредбата од изборниот законник против радиодифузерот која стори истата да поведе прекршочна постапка во рок од 48 часа. Претходното законско решение беше дека таа е должна тоа да го стори во рок од 3 дена. Понатаму, рокот во кој надлежниот суд, првостепениот суд е должен да одлучи по барањето за поведување прекршочна постапка на агенцијата, согласно важечкото решение 48 часа, претходното законско решение беше дека агенцијата е должна тоа да го стори во рокот 3 дена. Измени претрпи и рокот во кој што против одлуката на првостепениот суд е должен да донесе одлука второстепениот суд, апелациониот суд, така што овој рок согласно важечкото решение е 24 часа, а согласно претходното законско решение овој рок беше 48 часа. Исклучок, односно идентично решение во однос на рокот за постапување е во однос на рокот во кој апелациониот суд е должен да донесе одлука по жалбата поднесена од првостепениот суд, така што овој рок и во моментов и претходно важечки беше 48 часа. И така е и во моментов. Одредба која исто така претрпе измена влијаеше на постапувањето на агенцијата во врска со утврден прекршок на одредби од изборен законник, беше одредбата од член 178а, односно одредбата која што децидно пропишуваше дека пред поднесување на барање за поведување прекршочна постапка се спроведува постапка за порамнување согласно одредбите од Законот за прекршоците. Меѓутоа, оваа одредба, која што за прв пат се пропиша во 2011 година, во 2015 година претрпе целосна измена, така што согласно постојното законско решение гласи за прекршоците предвидени во овој законник, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд. Значи, како што можеме да забележиме, наведувањето на спроведување постапка за порамнување во постојното законско решение и воопшто нема. Изборниот законник претрпи измени, како што посочи и директорот, во врска со одржаните избори на 11 декември, кој пропиша дека правилата, меѓу кои измени беше пропишувањето дека правилата за медиумско представување се применуваат 100 дена пред денот на одржувањето на изборите во Република Македонија за пратеници во собранието, кои ќе се одржат во 2016 година. Новина беше формирањето на привремената комисија за следење на медиумско представување, која меѓу другото се пропиша да дава оценки за начинот на известување на радиодифузерите. Согласно овие измени на изборниот законник, агенцијата имаше обврска да постапува по предлозите на привремената комисија и да поведува постапка согласно со изборниот законник. Во овие измени се пропиша за прекршоците сторени на изборниот законник, кои што се сторени за прв пат, да судот да изрекува опомена, а за повредите сторени од радиодифузерите кои истите ќе ги повторат, се судот да изрече глоба. Агенцијата
во текот на 2016 година поведе прекршачни постапки во сите случаи кога за констатирани повреди на одредби од изборниот законник, како во врска со предвремените избори за пратеници кои беа планирани да се одржат на 24 април, односно кои беа распишани за на 5 јуни, кои не се одржаа, како и поведе прекршачни постапки за изборите кои се распишаа и се одржаа на 11 декември 2016 година. Најнапред во врска со прекршочните постапки поведени за изборите планирани за април и распишани за 5 јуни 2016 година. Во овој период агенцијата констатираше 3 повреди на членот 75б од изборниот законник, односно констатираше дека во 3 наврати радиодифузерите известуваа за редовните активности на државните органи во функција на медиумско представување на одреден политички субјект, што е спротивно на членот 75б од изборниот законник и казни по истиот законник. Во однос на овие 3 барања за поведување на прекршачна постапка, имајќи предвид претходната одредба каде што 78а која ја посочи претходно, не директно ги поведе прекршочните постапки без да спроведе постапка за поравнување, со оглед дека, како што и напоменав, членот 178а претрпе измени и не беше наведено децидно дека треба да се спроведе поравнување. Меѓутоа, во трите случаи на поднесени барања за овој период, од страна на судот, едно од барањата за поведување прекршачна постапка и беше вратено на агенцијата заради задолжително спроведување постапка за поравнување со сторителите на прекршокот. Постапувајќи по дадената насока од страна на судот, агенцијата во согласно со одредбите од законот за прекршачна постапка ги покани сторителите на прекршокот на постапка за поравнување во агенцијата, меѓутоа сторителите на прекршокот не се согласија на истата, пошто агенцијата повторно по спроведената постапка неуспешно за поравнување го поднесе барањето за поведување прекршачна постапка до судот. Меѓутоа судот со решение во прв степен го отфрли барањето со образложение дека действието не представува прекршок. Агенцијата поднесе жалба до апелациониот суд, меѓутоа во жалбената постапка е во тек. Ова се однесуваше на едно од трите барања. Во однос на двете преостанати барања кои беа поведени во овој период, до моментот на изработката на оваа презентација, за двете барања судот нема доставено ниту одлука, ниту покана за рочишта, за евентуално одржани рочишта за овие две прекршачни постапки, така што исходот е дека овие 3 постапки се во тек. Една во жалбена постапка, а останатите 2 во првостепена. Што се однесува до изборите кои што се одржаа на 11 декември 2016 година, од страна на привремената комисија до директорот на агенцијата беа доставени 260 предлози, од кои 192 предлога беа за неизрекување мерка, 67 предлози за изрекување мерка и еден предлог од страна на привремената комисија беше повеќе. Од 67 предлози за изрекување мерка, агенцијата поднесе 43 барања за поведување прекршачна постапка со предлог судот да изрече опомена, бидејќи прекршокот беше констатирано дека радиодифузерите го сториле првпат. Односно останатите 25 констатирани повреди кои беа повторени повреди, сторени по втор пат, агенцијата по насока по искуството од изборите кои што не се одржаа кога барањето за поведување прекршачна постапка беше вратено за задолжително спроведување на постапка на поравнување, а во период кога и во тој период и сега важи истата одредба од членот 178а кој се однесува на постапката, на сторителите им предложи 25 забрзани постапки за поравнување. Од нив во 4 случаи сторителите на прекршокот се согласија и ги платија глобите во постапка за поравнување, со што 4 постапки завршија успешно.
Како што претходно споменав, една постапка која што беше поведена за изрекување глоба беше повлечена на предлог од привремената комисија доставен до директорот на агенцијата. Останатите 20 барања за поведување на прекршочна постапка со барање за изрекување глоба во кои сторителите на прекршокот не беа согласни на постапката за порамнување, агенцијата соодветно ги процесираше до надлежниот суд. Во однос на прекршоците за кои беа поведени прекршочните постапки, на овој слайд може да се видат најчестите повреди. Овој слайд се однесува на прекршочните постапки кои беа поведени за повредите кои радиодифузерите ги сторија прв пат и каде што се предложи на судот да им изрече опомени. 10 прекршувања, како најчести прекршувања, 10 прекршувања беа сторени од страна на радиодифузерите со тоа што го прекршија изборниот мол. Во 9 случаи беа надминати лимитите за рекламирање, во 8 случаи беше констатирано необезбедување покривање на изборите на правитен, избалансиран и на непристрасен начин. Во однос на претходно споменатите забрзани постапки за порамнување, како што напоменав, од 25 забрзани постапки за порамнување, 4 завршија успешно, 21 заврши постапка неуспешно и до судот беа поднесени 21 барања за изрекување глоба. Заради едно генерално ведување на исходот од постапките за порамнување, на овој слайд се прикажани сите постапки за порамнување и исходот од нив, почнувајќи од изборните циклуси во 2011 година за предвремените парламентарни избори, 2013 година за локалните избори и 2014 година за предвремените парламентарни избори, 2016 година првата колона за изборите кои што не се одржаа и 2016 година во врска со изборите кои што се одржаа. Видно од овој графички приказ се забележува дека во 2014 година е највисок процент на постапките на порамнување на кои што радиодифузерите се согласиле, дека највисок процент во 2014 година бил процентот кога од скупно 34 понудени постапки за порамнување во 25 случаи биле порамнети. Доколку се направи паралела меѓу 2014 година и исходот од постапките за порамнување во 2014 година, наспроти 2016 година може да се забележи дека во многу мала мера во 2016 година радиодифузерите биле согласни на понудената постапка за порамнување, како што и пред некој слайд наведовме, од 25 во 4 наврати радиодифузерите се согласија на постапката за порамнување. Во контекст на предходно добиената состојба дека во 2014 и 2016 година е драстична разликата на постапките во кои што радиодифузерите се согласиле да се порамнат, направивме еден приказ паралелен и на глобите, дали може би мотивот евентуално кај радиодифузерите биле глобите, меѓутоа може да се забележи дека во 2014 и во 2016 година казните не отстапуваат во висината. А резултатите од претходниот слај велат дека во 2014 година, значи при идентични казни во 2014 година е висок процентот, а во 2016 е многу низок процентот на спроведени постапки за порамнување. Во однос на прекршочните постапки, каде што агенцијата предложи изрекување глоби за повредите на изборниот закон и кои радиодифузерите ги сторија по втор пат, најчестите прекршувања беа 8 прекршочни постапки заради констатирано необезбедување покривање на изборите на правитен, избалансиран и на непристрасен начин,
Во 5 случаи тоа се прекршоци сторени со надминување на лимитите за рекламирање и во 4 случаи известувањето за редовните активности на државните органи која било во функција на медиумско представување на одреден политички субјект. Останатите 4 случаи се за 3 за платено политичко рекламирање во посебни информативни програми и 1 за прекршување на изборниот мок. На овој слайд во однос на вкупниот број на 63 поведени прекршачни постапки, каде што е прикажан бројот на поведени постапки по радиодифузија. Тука е прикажан поединечно радиодифузирот и колку вкупно прекршачни постапки биле проведени против истиот. Значи станува збор за поведените прекршачни постапки до надлежните судови. Ќе биде објавена презентацијата и на веб страницата на агенцијата, па доколку. Да, прегледот на сите. Во редно проглам, да. Значи за телевизија Нова 17 поведени прекршачни постапки, за телевизија Ситав 7, телевизија Алфа 6, телевизија Алфа Ден 3, Македонска радио телевизија Прв програмски сервис 3, 24 вести 3, телевизија Шења 3, Компани 21 М 2, ХДТВ канал Плюс 2, радио канал 77 2, телевизија Телма 2, телевизија Едо 2 прекршачни постапки, телевизија Сонце 1 прекршачна постапка, Наша ТВ 1 прекршачна постапка, телевизија Ултра 1 прекршачна постапка, телевизија МТМ 1 прекршачна постапка, Спортско радио исто така 1 прекршачна постапка, Канал 3 Куманово 1 прекршачна постапка, Радио Слободна Македонија 1 прекршачна постапка, телевизија Арт Артан 1 прекршачна постапка, Радио Антена 5 1 прекршачна постапка, Канал 5 1 прекршачна постапка, Канал 3 Дебар 1 прекршачна постапка и телевизија Ера 1 прекршачна постапка. Во овој слайд е прикажан исходот од вкупно поведените 63 прекршачни постапки. Како што рековме, 43 прекршачни постапки беа поведени со барање судот да изрече опомена, а 20 прекршачни постапки со барање за изрекување глоба. Од 43 прекршачни постапки во кои со предлог судот да изрече опомена, бидејќи се работеше за прекршаци кои беа створени прв пат, во прв степен се донесени, до овој момент се донесени 26 одлуки, од кои 21 во која што судот изрекол опомени и 4 реченија во кои судот ги отфрла барањето за поведување на прекршачна постапка со наоѓање дека действието не представува прекршок. Во еден случај барањето и се врати на агенцијата за порамнување, на постапка за порамнување и покрај тоа што станува збор за прекршачна постапка во која се предлага изрекување опомена. Во овие 5 случаи против 4 решенија за отфрлање на действието дека не е прекршок и едното барање кое што е вратено заради спроведување постапка за порамнување, агенцијата достави 5 жалби до второстепениот суд, од кои во 2 случаи апелација ги потврди првостепените одлуки, а во трите случаи се во тек. Останатите 17 постапки од 43 кои што се поведени со предлог за изрекување опомени се во тек. Од нив 12 се активни и пред судот се водат рочишта по истите, а за 5 од нив до агенцијата до овој момент нема доставено ниту покани за рочиште, ниту одлуки. Во однос на прекршочните постапки, 20 прекршочни постапки
каде што е предложено изрекување глоба, бидејќи се работеше за повторен прекршок, состојбата е следната. Од страна на основните судови во прв степен се донесени 18 одлуки, од кои во сите случаи се донесени 18 решенија со кои беа отфрлени беа отфрлени барањата за поведување на прекршочна постапка поради ненавременост. Против сите овие 18 решенија, агенцијата достави жалби до второстепениот суд, по кои жалбени постапки до овој момент немаме доставено одлуки. Стануваше збор од 20 до 18 постапки за кои се нисавте жалба. Двете преостанати од 20 се во тек и за нив немаме добиено ниту покана, ниту одлука од првостепениот суд. Во однос на роковите во кои што законот ги предвидува за да постапуваат првостепените судови по поднесените барања за поведување прекршочна постапка, рокот од 48 часа од приемот на барањето поднесено од страна на подносител од агенцијата како подносител и рокот во кој што апелацијниот суд е должен да донесе одлука по вложена жалба на првостепениот суд, а кој рок изборниот законник го пропишува и како што кажав на почетокот на презентацијата 48 часа. При разгледување на одлуките констатиравме дека е шаренолики се роковите во кои што судовите одлучуваат. Рокот од 48 часа прикажани се роковите во кои што првостепените судови ги донеле своите одлуки, па можете да забележите дека во најкраток рок судија донел одлука во рокот 1 ден од денот на поднесување на барањето, а најдолгиот рок по кој што постапил судот е 104 дена. Кој што постапил има, кој што воопшто Да. Исто така има разлики во роковите во кои што во првостепените судови во правна полука се дадени рокови за жалба. Тој рок согласно како што е пропишано во изборниот законник е 24 часа. Значи, согласно изборниот законник во рок од 24 часа е рокот во кој што може да се поднесе жалба до апелациониот суд. И тука има различни рокови во одлуките на судовите, па како што можете да забележите, во најкраток рок по присуда е 24 часа, по решение исто така 24 часа, а најдолг рок за жалба е даден од страна на судот и во рок од 8 дена и во рок од 3 дена. Ова се обработени податоци врз основа на одлуките кои се доставени до агенцијата до овој момент. Во целовој период се уведе различно толкување на прописите од страна на првостепените судови во врска со спроведување на забрзаните постапки за поравнување, па така наспроти судија кој не упатува на задолжително предложување за брзана постапка за поравнување, со цел проактивно вклучување на сторителите и наоѓање решение со обострана согласност. Имавме случаи како што и претходно наведов, каде што беше вратено барањето за поведување прекршочно со цел агенцијата да проведе постапка за поравнување, а наспроти тоа судија кој вели дека постапката за поравнување треба да се спроведе само во случај кога е тоа определено изрично во закон, како што тоа не е случај со изборниот законник. На крај, како заклучно согледување, видно од фактите кои што во самото образложение на пресудите судовите ги имаат наведено, за изборите кои што беа планирани во април и закажани за јуни 2014 година, видно од образложението на одлуките во судот, влијание имаше одлуката на Уставниот суд, со која се поништи одлуката за распуштување на Собранието на Република Македонија и одлуката за нејзино изменување, а за изборите одржани во
декември 2016 година, најголемо влијание, видно од образложението во самите одлуки на судот, е неприменувањето на одредбата од член 196в од Изборниот законник, која пропиша правилата за изборно за медиумско представување да се применуваат 100 дена до денот на одржувањето на изборите во 2016 година. Меѓутоа, ова одредба тие не ја применува до денот на донесувањето на актот за распишување на изборите. Тој акт беше донесен на 18 октомври 2016 година, така да за прекршоците кои што беа констатирани, а кои радиодифузирите ги сторија во периодот до донесувањето на актот за распишување на изборите, судиите не ја применува одредба и оттука и наоѓањата дека действијата не представуваат прекршок. А доколку ваквото толкување доведува до заклучок дека правилата кои што 196в од Изборниот законник ги пропиша да важат 100 дена, во тој случај останува тие да важат само 55 дена, ако се смета од 18 октомври до 11 декември, кога се беа одржани изборите, и како втор аспект кој што влијаеше на ваквиот исход на прекршочните постапки е различното толкување од страна на судовите во однос на задолжителноста или незадолжителноста од проведување на постапка за поравнување согласно законот за прекршоците. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, Ивона. Последниве неколку години стана пракса Изборниот законник да се менува непосредно пред секој изборен процес. Меѓу другото, често се менуваат и одредбите што се однесуваат на медиумите, што создава правна несигурност кај медиумската индустрија. По-суштински промени кај одредбите за медиумско представување имаше во измените направени во 2014, 2015 и во 2016 година. Агенцијата констатираше повеќе слабости и недоречености на Изборниот законник кај овие одредби, зашто во неколку наврати го информираше надлежното Министерство за правда. Прв пат го известиве Министерство за правда во ноември 2015 година, пред измените на Изборниот законник, а во период кога политичките субјекти продат на договорот отпржено меѓу другото разговараа за измени на Изборниот законник, тогаш ги информиравме за сознанијата и искуствата со регулативата стекнати со мониторингот на изборните процеси во 2014 година. Во декември 2015 година ги известивме за недостиг на казнени одредби за измени направени во ноември 2015 година. Во јануари 2016 година ги посочивме констатациите до кои дојдовме при процесот на изработка на методологијата за мониторинг, а во август 2016 година споделивме ставови во врска со одредбите за интернет порталите. Овие реакции на агенцијата се јавно достапни на нашата веб страница. По завршување на изборниот процес од 2016 година, се уште сметаме дека има недостатоци во дел од одредбите со медиумското, поврзани со медиумското представување, за кои сакаме да разговараме со вас денеска. Колешката Емилија Јанеска, раководителка на секторот за програмски работи, ќе ги представи нашите забелешки и размислувања. Повелете. Благодарам, директоре. Почитувани колеги и драги гости, добар ден и од мене. Претпоставувам дека голем дел од вас се информирани за досегашните реакции на Агенцијата за изборната регулатива. За дел од нив имаше и повеќе коментари во јавноста, а достапни се и на нашата веб страница. Во нив горе-долу е содржано и она што за нас се уште се недостатоци на изборниот законник. Затоа ќе се обидам сосема кратко да ги сумирам ставовите, а потоа можеме да дискутираме. По неколку измени на одредбите за изборно медиумско представување, а врз основа на искуството од мониторингот и со сите други активности поврзани со мониторингот, агенцијата лоцира слабости и недоречености во неколку сегменти од изборниот законник, и тоа мониторинг на интернет портали, правила за правично избалансирано и непристрасно известување, бесплатно представување на собраницкиот канал, платено политичко рекламирање, обврски за известување на ДИК, казнени одредби и рокови за постапување.
Обврската за мониторинг на интернет порталите, наметната со измените на изборниот законник во ноември 2015 година, предизвика најмногу внимание во јавноста, освен можеби формирањето на привремената комисија според измените на законникот од јули 2016 година. Имајќи предвид дека овие последни измени на изборниот законник од јули 2016 година, кои се поврзани со работата на привремената комисија, продолжувањето на рокот за мониторинг, намалувањето на глобите и уште неколку други измени, се применуваа само за изборниот процес во 2016 година, нив нема да ги коментираме. Во врска со интернет порталите, агенцијата повеќе пати јавно реагираше дека не се обезбедени законски предуслови за реализација на обврската за мониторинг, како и дека при измените на законникот не се земени предвид специфичностите на медиумите базирани на интернет, поради кои за нив не може да важат истите правила како и за радиодифузерите. Ставот на агенцијата е дека постојат два начина да се реши овој проблем. Првиот е да се обезбеди соодветна правна рамка за интернет порталите во Законот за медиуми и да се преразгледаат одредбите за нив во изборниот законник. Вториот и полесен начин е да се избришат обврските за медиумско представување на интернет порталите, како и обврската на агенцијата за мониторинг на интернет порталите. Како да се обезбеди конзистентна правна рамка за интернет порталите? Дефиницијата на поимот медиуми од Законот за медиуми генерално ги опфаќа и интернет порталите, ако припатиме дека тие се овој сегмент од дефиницијата на поимот медиуми, други средства за дневно или периодично објавување на уреднички обликувани содржини во пишана форма, звук или слика со цел да се информираат и задоволат културните, образовните и другите потреби на пошироката јавност. Но Законот за медиуми за издавачи на медиуми ги смета само физичките и правните лица кои вршат дејност на издавање на печатен медиум или емитување на радио и телевизиски програми. Оттаму во Законот за медиуми треба да се дефинира поимот интернет портал и да се утврди неговиот опфат. А потоа да се утврди обврска за регистрација на интернет порталите како издавачи на медиум. Сега на најголем дел од порталите издавачи се фондации или здруженија на граѓани кон кои агенцијата не може да има надлежности за постапување. Да се утврди обврска за агенцијата во соработка со Централниот регистар на Република Македонија да изработи и да води регистар на издавачи на интернет портали, да се утврди обврска за издавачите на интернет портали да именуваат одговорен уредник или уредници кои што ќе одговарат за секоја објавена содржина на порталот, исто како што тоа важи и за другите издавачи на медиуми, и обврски за почитување на одредбите од Законот за медиуми, кои се однесуваат на заштита од поттикнување дискриминација, нетрпеливост и омраза, објавување импресум, јавност во работата и за право на испратка и одговор на објавена информација, истото како што тоа важи и за печатените медиуми. Дополнително, имајќи ги предвид спецификите на медиумите базирани на интернет и препораките од повеќе прирачници и други документи на меѓународни организации за мониторинг на избори, во изборниот законник треба да се преразгледаат и јасно да се утврдат одредбите за медиумско представување што може да се применат на интернет порталите. Например, во ред се барањата што ги наметнува изборниот законник, интернет порталите да не финансираат и да не даваат донации на политички партии, да не објавуваат реклами финансирани од јавни средства во периодите кога тоа не им е дозволено и на другите медиуми, да утврдат, објават и достават ценовници, да ги почитуваат правилата за објавување на резултати од испитување на јавното мислење. Меѓутоа, не може да се очекува дека интернет порталите што одлучиле да ги покриваат изборите, тоа ќе го направат на правичен, избалансиран и непристрасен начин во својата вкупна програма како што е пропишано за радиодифузерите.
Интернетот е сличен на весниците и се смета дека е несоодветно да се применат обврските за баланс и правичност, бидејќи не постои оправдување за какво било ограничување на правото на политичките партии да пренесат информации или правото на крајниот корисник да бара и да добива информации. Како по-погоден механизам за остварување на целите на јавната политика, како што се, например, создавањето еднакви услови за партиите и кандидатите, се препорачуваат прописите за финансирање на изборна кампања. Затоа треба да се размисли за утврдување обврски. Трошоците за рекламирање на интернет порталите да бидат дел од финансиските извештаи на учесниците во изборната кампања, кои ги доставуваат до надлежните институции. Односно да се утврди обврска за интернет порталите да доставуваат извештаи до надлежните институции за искористениот рекламен простор за време на изборната кампања и за средствата кои се платени или се побаруваат по тој основ од секој од учесниците во кампањата, како што тоа е пропишано и за радиодифузерите и за печатените медиуми. Исто така за почитување на изборниот молк, тоа е возможно само делумно, и за забрана за политичко рекламирање во периодите кога тоа не им е дозволено и на другите медиуми. Изборниот законник утврдува обврска радиодифузерите што одлучиле да ги покриваат изборите, тоа да го прават на правичен, избалансиран и на непристрасен начин во својата вкупна програма и објаснува дека балансот треба да се обезбеди во согласност со два принципи – пропорционалност и еднаквост. Повеќегодишната практика покажува дека принципите обезбедуваат јасни критериуми за време на изборната кампања, која започнува 20 дена пред денот на изборите. Но не може да се применат од денот на распишување на изборите, кога започнува обврската на Агенцијата за мониторинг, или пак, например, во 80 дена од 100 дена пред денот на изборите, како што беше пропишано за предвремените парламентарни избори во 2016 година. Затоа што во овој период се уште нема потврдени кандидати од надлежните изборни органи за учество во изборна кампања. Процесот на потврдување на кандидатите е детално уреден во изборниот законник и вообичаено завршува неколку дена пред почетокот на изборната кампања. Дури и во овие неколку дена по потврдувањето на кандидатите за учество во изборната кампања, а пред почетокот на изборната кампања, принципите не може да се применат поради забраната од изборниот законник за предвремено започнување на изборна кампања. Ниту Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, кој го регулира работењето на радиодифузерите, не утврдува правила за начинот на известување за политичките субјекти во вестите или пак за обезбедување политички плурализам во другите информативни програми. Законот пропишува само општи начела за вршење на дејноста, односно професионални стандарди кои што се предмет на саморегулација. За да се обезбеди политички плурализам и плурализам на гледишта и надзор од периодот на изборна кампања, потребно е да се утврдат конкретни правила кои нема да говорат за изборно медиумско представување на учесници во изборниот процес, туку за представување на политички партии и на органи на власт на државно и на локално ниво, без оглед на колкав период ќе се однесуваат правилата. Само од денот на распишување на изборите до почетокот на изборната кампања или подолго. Обврската за правично избалансирано и непристрасно покривање на изборите од член 75 од изборниот законник се однесува и на јавниот радиодифузен сервис. Сепак законникот утврдува посебна обврска за вестите на МРТ. Со измените на оваа одредба од ноември 2015 година, МРТ треба да обезбеди рамноправен пристап во информативната програма во две нивоа. Првото ниво се остварува со подолба на вестите на 4 целини, 30% од времето за дневните настани од земјата и светот, 30% од времето за активностите на политичките партии на власт, 30% од времето за активностите на политичките партии во опозиција и 10% од времето за активностите на политичките партии кои што не се представени во Собранието на Република Македонија.
второто ниво се исполнува со тоа што времето за информирање за активностите на кампањата на политичките партии ќе биде распределено согласно со принципите на избалансирано известување. Примената на оваа одредба за време на парламентарните и на претседателските избори во 2014 година, како и за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, покажа од една страна сериозно влијание врз квалитетот на вестите, а од друга страна нерамноправен пристап до вестите на МРТ за сите учесници во изборните процеси. Затоа што одредбата им дава предност на кандидатите на парламентарните партии од власта и опозицијата, за активностите на кандидатите на вон парламентарните партии одвоен мал простор, а независните кандидати, односно кандидатите од група избирачи воопшто не се опфатени со одредбата. Одредбата создава уште поголеми разлики во условите за пристап до вестите за време на претседателски избори, а слични проблеми ќе креира и за време на локални избори. За да се обезбеди почитување на генералното барање од член 75 став 2 од изборниот законник, радиодифузерите да има возможат подеднакви услови за пристап до своите програми и до сите облици на изборно-медиумско представување на сите учесници во изборната кампања, што е особено важно за јавниот радиодифузен сервис, кој што има посебни обврски во општеството, неопходно е да се напушти математичкиот принцип за постигнување баланс. Овие две препораки, да се утврдат правила за периодот пред кампања и да се напушти овој принцип кај јавниот радиодифузен сервис, беа нотирани и во финалниот извештај на ОПСЕ ОДИХР. Со измените на изборниот законник, направени непосредно пред изборните процеси во 2014 година, утврдена е можност за бесплатно политичко представување на учесниците во изборната кампања на Собранискиот канал. И покрај измената на оваа одредба во 2015 година не беа отстранети недостатоците кои создаваат нееднакви услови за пристап до оваа форма на изборно-медиумско представување на сите учесници во изборните процеси. Одредбата предвидува по 3 часа бесплатно политичко представување на кампањите на политичките партии застапени во Собранието на Република Македонија, кампањите на подносителите на листи кои не се застапени во Собранието на Република Македонија. Неопходна е измена на одредбата, така што прво ќе се прецизира колку вкупно време за бесплатно политичко представување на дневно ниво или за време на целиот период на изборна кампања треба да одвои овој програмски сервис кој што го обезбедува македонската радиотелевизија, а потоа дистрибуцијата на тоа време да се дистрибуира меѓу учесниците во изборната кампања, во зависност од тоа за каков изборен процес станува збор, според принципите на пропорционалност и еднаквост утврдени во изборниот законник. Кај одредбите поврзани со платеното политичко рекламирање регистрирахме повеќе недостатоци. Сметаме дека треба да се направат измени на следниот начин. Да се преформулира забраната за рекламирањето од денот на распишување на изборите до почеток на кампања, за да го опфати секое рекламирање кое има за цел промовирање некоја акција или идеја на политички партии, коалиции, органи на власт или кој било друг субјект кој содржи политички пораки против или во полза на политички субјекти и нивни политики. Ова затоа што поимот е потесно дефиниран во изборниот законник и го опфаќа само рекламирањето на учесниците во изборната кампања, кои не постојат до нивното потврдување од изборните органи. И за тоа што за време на изборните процеси во 2014 година, но и за време на последниот изборен процес, на програмите на радиодифузерите се појави политичко рекламирање од невладини организации кои беше во полза или против конкретни политички субјекти и учесници во изборниот процес. Потоа, рекламирањето на кои било други субјекти, различни од учесниците во изборна кампања, која содржи политички пораки против или во полза на политички субјекти и нивни политики, да се забрани до завршување на изборите. Затоа што ваквото рекламирање создава нееднакви услови за фер надпревар на учесниците во изборната кампања,
бидејќи овозможува поголема видливост на конкретни политички ставови. Сметаме дека треба да се намали лимитот за платено политичко рекламирање на најмногу 12 минути и времето за рекламирање да се распредели еднакво на 3 целини: власт, опозиција и кандидати на вонпарламентарни партии и на групи избирачи. Ова затоа што времето за платено политичко рекламирање со измените од 2015 година е зголемено на 18 минути на реален час емитувана програма. Со редовните 12 минути за рекламирање од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, произлегува дека е возможно во реален час дури половина од времето, 30 минути, да бидат посветени на некаква форма на рекламирање. Ова решение сериозно го загрозува исполнувањето на законските обврски и програмските услови утврдени во дозволите на радиодифузерите. Дополнително предвидената подолба на овие 18 минути, 8 минути за партиите од власта, 8 минути за партиите од парламентарната опозиција кои имаат пратеничка група, 1 минута за партиите кои имаат пратеници во собранието, но кои немаат пратенички групи и 1 минута за политичките партии кои немаат пратеници во собранието, не обезбедува еднакви услови за пристап до платеното политичко рекламирање за сите учесници во изборниот процес, затоа што им дава предност на партиите од власта и од парламентарната опозиција. И на крајот од овој дел, рекламите кои повикуваат на фер и демократски избори, без оглед кој е нарачателот, да бидат исклучени од лимитите за платено политичко рекламирање. Според законникот, кампањите на ДИК не се сметаат за платено политичко рекламирање и оттаму не се калкулираат во дозволените лимити за рекламирање на секој реален час. Бидејќи за време на кампањата се емитуваат спотови и на невладени организации кои повикуваат на фер и демократски избори, тие исто така треба да се исклучат од лимитите за платено политичко рекламирање и да се емитуваат во рамките на редовните 12 минути за рекламирање на секој час емитувана програма. Со Законот за изменување и дополнување на изборниот законник од ноември 2015 година беше додадена обврска за агенцијата да доставува извештаи до Државната изборна комисија, и тоа седмични извештаи од денот на распишување на изборите до почетокот на изборната кампања, а за време на кампањата дневни извештаи и сите нив да ги објавува на веб страницата на агенцијата. Примената на одредбата покажа дека е непотребен товар за двете институции, особено за агенцијата, имајќи предвид дека агенцијата сите извештаи од надзорот врз медиумите и сите други материјали ги објавува на својата веб страница веднаш по нивната изработка, дека за време на изборни процеси сите документи и други материјали поврзани со изборите се организираат во посебен банер наменет за изборите, за да се обезбеди што поголема достапност за пошироката јавност. И затоа што двете институции имаат меѓусебен протокол за соработка, треба да се изврши обврската на агенцијата за известување на Државната изборна комисија или да се задржат само седмичните извештаи. Сосема на крајот за казнените одредби и за роковите за постапување. Висината на глобите за прекршување на изборниот законник исто така се менуваше последниве години. Само за илустрација, висината на глобата за неизбалансирано и пристрасно покривање на изборите за комерцијален радиодифузер во 2014 година беше од 3000 до 5000 евра во денарска противвредност. Во 2015 година оваа глоба се зголеми на 8000 евра, додека со измените во 2016 година се намали за половина, значи 4000 евра во денарска противвредност. Бидејќи последните измени важеа само за претходниот изборен процес, значи ако нема други измени, за наредните избори останува глобата од 8000 евра во денарска противвредност. Иако е непопуларно да се зборува за казни, за жал искуството покажува дека нивната висина може да биде сериозен мотив за почитување на законот. Затоа агенцијата смета дека треба да се утврди различна висина на глобите за различни категории медиуми, радио и телевизија и за медиуми на локално и регионално од една страна и на национално ниво. Двојно да се зголеми постојната висина на глобите за неизбалансирано и пристрасно покривање
на изборната кампања и за надминување на лимитите за платено политичко рекламирање за националните медиуми, а двојно да се намали висината на сите казни, односно глоби предвидени во изборниот законник за регионалните и за локалните медиуми. Ова поради тоа што висината на глобите треба да се прилагоди на големината и моќта, односно влијанието на радиодифузерите и како мерка која ќе го зголеми почитувањето на изборната регулатива. Презентацијата на колешката покажа дека рокот од 48 часа за постапување на агенцијата и на надлежните судови е нереален и не се почитува од страна на судовите, додека пак агенцијата вложи огромни напори да го испочитува рокот за покренување на прекршочните постапки, имајќи го предвид огромниот број на предлози од привремената комисија. Затоа треба да се размисли за утврдување реални рокови за постапување, кои ќе се почитуваат и ќе го постигнат ефектот поради кои се предвидени. Сметаме дека е потребно темелно прегледување и ревидирање на одредбите од медиумското представување во изборниот законник со експертска поддршка, за да не се менуваат толку често и без суштинска потреба. Убедени сме дека тоа ќе влијае на нивното почитување и ќе отстрани несигурноста и неизвестноста во медиумската индустрија. Благодарам. Благодарам, Емилија. Сега продолжуваме со панел дискусија. Доколку има прашања, ставови, размислувања поврзани со она што денес го презентиравме или нешто што сметате дека е актуелно и важно, повелете. Дали има некој што се повелете? Бојаровски. Ќе ви дадат микрофон само заради снимката, ве молам, представете се за да биде евидентирано. Зоран Бојаровски, тука сум во својство на член на проектот за мониторинг на регулаторните агенции, Агенцијата за електронски комуникации и Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Ако ми дозволите, јас имам 3 прашања. Се надевам дека нема да го почувствувате това како узурпирање на просторот. Ќе одам хронолошки како што беа презентирани, како што ги запишував. Ме интересира, иако имаше одредено толкување, но сепак на што се должи големата разлика на случаите решени со поравнување од 2014 и 2016. Беше спомната и беше отфрлена, како што разбрав, разликата во причината на висината на казните, но сепак според вашето толкување на што се должи оваа голема разлика. Ако сакате да, ќе ги поставам сите 3, да. Гледам дека агенцијата си почитува постапката во однос на предметите пред судовите, значи ќе оди до апелација, жалби и така натаму и така натаму. Меѓутоа, од ова што го видовме во презентацијата, гледаме дека судиите различно ги толкуваат, најблаго речено, законските одредби. Дали агенцијата ќе покрене постапка за, како се вели тоа сега, не сум правник, но работата на судиите во однос на овие постапки, што, значи не само овие процедуралните постапки кои се однесуваат на прекршочните, туку и за работата на судиите со оглед на тоа дека различно толкуваат законски одредби. И третото, кој се однесува на последната презентација за изборниот законник и за сугестиите на агенцијата, ме интересира дали агенцијата ќе покрене некаква постапка за промени кои произлегуваат, кои се наметнуваат од овие заклучоци што ги презентираше Јаневска, и дали ќе, тоа е хипотетичко прашање, но сепак дозволете ми да го поставам така, дали ќе ги покрене овие постапки на начин кој ќе го избегне ризикот да не бидат прифатени. Благодарам. Така, ние не сме областен предлагач, ова се наши размислувања. Јас и која уводот која го дадов за колешката Емилија кажав дека досега 3 или 4 пати го информираат на Министерството за правда за констатираните согледувања наши од примената на изборниот законник. До сега немаме никаква реакција последните 2 години од Министерството за правда. И ова што денеска го дискутиравме, она што може произлезе од оваа дискусија, ние повторно ќе ги информираме надлежните државни органи, а тоа е во случајот Министерството за правда. Ние имаме подеднакво
право колку што има и било кој друг граѓанин, меѓу ние не сме овластени предлагачи. Дали ќе одлучи мнозинството во парламентот и политичките партии да ги прифатат овие наши согледувања, останува на нив. Ние ќе вложиме максимални напори да ги објасниме нашите ставови, дека ова што ние го предлагаме е подобро и за сите учесници во изборите и вклучувајќи ги самите медиуми како што се врши изборното медиумско представување. Јас напачки почнав да ви одговарам на прашањата што се однесува до различно толкување кај различни судии. Ние не сакавме да ги пишуваме имињата на судиите за да не веќе постапките не се во тек. Меѓутоа, имаме судија кој што не повикува на поравнување, а потоа ни ги отфрла предметите затоа што не сме постигнале во рок од 48 часа да поднесеме пријава. Теоретски не е возможно да се спроведе поравнување за 48 часа. Че ние за да спроведеме поравнување треба да му испратиме со доказ дека е доставена прекршочната пријава до радиодифузерот. Значи да имаме доказ дека го примил тоа. Значи тоа во рок од 48 часа е реално самото доставување на материјалот. Дури да се согласи на поравнување, според законот за прекршоци, страната оштетена, таа страна што го сторила прекршокот има рок од 8 дена да го плати, да ја плати глобата. Така да 8 дена се повеќе од 48 часа. Така да мене малку повеќе ме чуди тоа што судиите инсистираа на поравнување со писмен доказ, писмен допис до агенцијата, тоа не го измисливме ние, за да после тоа сметаа дека сите предмети што не се покренати во рок од 48 часа се ненавремени. Постапките не се завршени уште, ние се надеваме дека апелациониот суд, и ако треба, не знам постапката дали може да оди до Врховен суд, ние ќе ги иска нашите аргументи, ќе ги земе во предвид повисоките инстанции од судот, се надеваме дека ќе бидат соодветно постапено согласно барањата што ги има поднесено агенцијата. Сега јас него не познавам законот за судскиот совет кој што е надлежен за да постапува за разрешување, именување, унапредување така натаму на судиите, меѓутоа и таа можност останува дека ако на крај бидеме незадоволни, видиме дека за исти случаи судот постапува диаметрално спротивно, да побараме и преиспитување на работата на тие суди. Сега, зошто било поравнувањето поголемо од 2014 и сега? Тоа е одлука на радиодифузерите. Не може да предпоставуваме. Ние најголемиот број случаи ги имаме сега само со 2 радиодифузера. Кај сите други радиодифузери, најголемиот дел зборам, се постапки за изрекување на опомена. Само кај 2 радиодифузери имаме најголем број на постапки, кој што видовте, едниот 17, кај другиот 7, од кои што 2 или 3 се само поравнување, се опомена, сите други се прекршочна санкција, глоба. Значи, сакам да кажам дека реално целава слика, односно целава ситуација е рефлексија врз база на однесувањето на 2 радиодифузера, Сител и Нова. Така да кај другите радиодифузери, кај ТВ Алсат, таму каде што имаше прекршување, пречекорување на лимитите, тие дојдоа во фаза на поравнување, си ја платија глобата. Така да треба да заврши целата судска постапка, за да видиме на крај дали ова ќе остане вака до крај или повисоките инстанции ќе ја сменат. Инаку, зошто се решиле да не одат на поравнување, не можам да кажам, затоа што имаше и очигледни прекршоци кои што не се предмет на толкување, пречекорување на лимити, реклами во други информативни програми, каде што не можам да очекувам дека судот би одлучил на друг начин, односно како што е напишано во изборниот законник. Меѓутоа, и ние како агенција сме изненадени од тоа што судот сметаше дека кампањата започнала на 18 октомври, а не на 2 септември. Со таквата одлука на судот се доведува дури законитоста на постојањето на привремената комисија, како тогаш Министерството за финансии на агенцијата и префрли пари за да ја финансира, да го финансира работењето на привремената комисија, да го следи изборното медиумско представување, ако немало изборен процес од 2 септември до 18 октомври. И втора работа, сметам дека можеме ние да бидеме незадоволни од
одредени законски решенија, меѓутоа како граѓани, како институции, сите сме должни да го почитуваме и законот и уставот, а ако некој смета дека е незадоволен, макар тоа бил и судија, може да покрене пред Уставен суд постапка за оспорување на одредена законска одредба, а не да го толкува законот тој како што мисли дека треба да го толкува. Муамер Бекири, телевизија Шења. Тоа што сакам да го истакнам сега е, се согласувам во потполност со тоа што Емилија го презентираше за веб порталите. И ви сакал на некој начин, ако ние како ТВ Шења може да помогнеме во овој процес, да се воведе ред кај веб порталите, значи јавно искажувам спредност, да ви помогнеме во тоа, за да направиме нешто, пошто на вистина ценам дека ситуацијата со веб порталите во Македонија е најблаго речено несериозна. Значи ние како радиодифузери плаќаме лиценци на државата, значи секојдневно објавуваме кој е главен уредник, кој е собственик, додека порталите немаат никаква тавка обврска и ја злоупотребуваат оваа работа. Така да сакам само ова да ви кажам дека како телевизија Шења ние сме спремни заедно со агенцијата да бидеме подршка во овој процес, пошто сметам дека тоа е една работа што мора да се стави крај. Значи не може човек, физичко лице, да отвори портал и да кажува се и се што во тој портал, само за да добие кликови. Така да благодарам на ова што сте организирали оваа работа. И уште еднаш ќе повторам, значи и ние како ТВ Шења сме спремни овој процес на регулирање на работите во порталите да видиме подршка во работата. Благодарам. Чисто само како информација да споделиме со вас, пред прилика еден месец, официјално од Асоциација на маркетинг агенција е покрената иницијатива до Министерството за информатичко општество. Таа иницијатива е како информација доставена и до нас во насока на поведување на регистар на интернет порталите. Во образложението на агенцијата, на Асоциацијата на маркетинг агенција, тоа што разговаравме со нив е дека тие веќе значителна сума од своите приходи ги распределуваат кај интернет порталите, а имаат проблем според кои критериуми да ги распределат тие средства. Поред нивни кажувања, ние немаме увид во нивното работење, дека сумата што добиваат интернет порталите веќе ги надминува печатените медиуми и радијата. Значи станува збор за, без оглед што има многу интернет портали, сепак станува збор за сериозна сума на финансиски средства и од тој аспект се бара да се воведе регистар и да се знае кој е собственик на тој медиум и да се утврди начин како ќе се мери во наводници посетеноста на интернет порталите, да можат маркетинг агенциите реално да ги распределуваат средствата кои што ги добиваат од нивните клиенти. Да, повелете. Драган? Дејан. Во ред, благодарам. Моето име е Драган Секуловски, јас сум од Сдруженијето на новинари на Македонија. Би сакал да дам краток коментар и прашање. Во врска со веб порталите, ставот на Сдруженијето на новинари е дека да, навистина треба да има поголем степен на професионален однос кон јавноста од страна на овој тип на медиуми. Меѓутоа, јас искрено жалам, а и Сдруженијето постојано се обидува да објасни на луѓето кои што имаат заблуда дека закон тоа може да го реши. Затоа што знаете, еве, према радиодифузерите, законот стана порестриктивен, има повеќе обврски, особено членот 92, каде што дури им се наведува и колку нели треба да имаат домашна продукција и се. И на крај, повторно имаме огромен степен на непрофесионалност од поедини телевизии. Тоа не е перцепција, мислам тоа се факти, бидејќи агенцијата за медиуми неколку пати имаше став дека во конкретни медиуми, ја ќе спомнам Сител, па емисијата на Миленко Неделковски, има говор на омраза. Проблемот настанува каде што основното обвинителство не покренува постапки да го реши овој проблем. Сега, прашањето се наметнува, кога веќе со порестриктивен закон професионалните односи во телевизиите не се решија, зошто луѓето мислат дека тоа ќе се реши во веб порталите? Од каде таа илузија? Од друга страна, кога ќе се каже дека постои беззаконие во веб порталите или во тој сектор,
Тука мислам дека треба ни биде на сите јасно дека сите закони во Македонија важат за веб порталите како правни лица, без разлика дали се регистрирани како граѓански организации, како профитни лица или се регистрирани надвор од земја. Значи, ако некој веб портал предизвикува кривично дејство, тоа е во надлежност на кривичниот суд. Законот за клевета навреда, за авторски права, важи за веб порталите. Се согласувам дека постојат веб портали кои што немаат импресум и тоа е сериозно непрофесионален однос кон другите медиуми, но фактот дека може да се наметне со закон тоа да се реши, сметам дека е погрешен концепт и тоа не е само мислење, туку го базираме на компаративни анализи од другите земји. Така да, се што би идело во насока на коригирање на законите, давање на обврски на веб порталите, сметаме дека тоа би загрозило слободата на изразување, бидејќи не знаеме како ќе се одвива тој процес во иднина. Друга точка која што сакам да дам коментар и прашање евентуално, во врска со извештајот што беше презентиран, во Сдруженијето го разгледавме извештајот, навистина сметаме дека генерално е доста за работа, да. Сметаме дека генерално е доста детален и обсежен. Генералната оценка дека навистина е потрошено доста време и е добар. Вчера имавме на пресконференција, знаете дека имавме и соопштенија, дел од медиумите известија за тоа, поголем дел. Жалам што дел од нив не ја известија информацијата на правилен начин, имаше дали не сакајки или сакајки дел од медиумите и погрешно ја презентираа веста. Но од според нашите сознанија на последната седница на Советот на агенцијата, дел од членовите имаат констатирано, поголем дел, дека заклучоците на извештајот треба да се променат, во насока на квалификации кон одредени телевизии дека се непрофесионални, дека се политички настроени, ако можам така генерално да ја представам темата. Извештајот констатира, врз основа на анализите на стручната служба, дека два медиума, според мене, или три, еве може да ме коригирате, Канал 5 Плюс, преку емисијата, преку независната продукција на Миленко Недjelковски и Сител на неколку наврати, имаат елементи на говор на омраза, а од друга страна, членовите на Советот, наместо да го констатираат ова, тие додаваат нови врз основа на за мене лично непознати мотиви и причини. Сега да прашам кој е ставот на вас за оваа појава и како коментирате фактот што ЗНМ бара од собранието на РМ, па надлежен орган да се усвои овој извештај да се врати на доработка. Благодарам. Така сега, значи, ставовите и толкувањата за тоа како гласале треба да се дадат членовите на Совет. Значи, прво има една работа која што левливо, значи Советот на агенцијата може да го прифати или да не го прифати извештајот. Значи не може да го менува. И со одлуката што ја донесе Советот го прифати извештајот. Значи тоа е неспорен, пак не менува, не може да менува содржина на извештај. Во одлуката што ја донесе Советот, во образложението си ставија став кој што го изгласа. Меѓутоа тоа не влијае и нема никаква допирна точка со извештајот кој што денес ќе пратен до собрание и ќе биде објавен на нашата веб страница. Ставот на агенцијата е изразен во извештајот кој што е доставен до Советот на, по законот пишува, го одобрува. Што е доставен до Советот на одобрување и таков извештајот без никаква промена е пратен во собранието. Ако дозволите, значи ја би сакал да кажам неколку збора. Бидејќи јас бев единствениот што гласав воздржан на седницата за извештајот, сакам да дам и објаснување, добро беше што е поставено прашањето. Значи, и за мене нема спорен момент за извештајот и на седницата кажам неколку пати и претходно кога зборуваме во натрат верзијата и сега ќе повторам дека извештајот стручната служба го подготвила професионално, стручно, во детали, ги детектирала аномалиите во текот на работата на медиумите, особено за делот што беше најинтересен за дискусија околу изборното медиумско представување. И точно е тоа дека немаше интервенции во извештајот, од едноставна причина затоа што не ни може да има интервенција од Советот, нити пак од директорот, нити од било кој трет во тоа што е како наот од стручната служба.
прашањето и законски е затоа Советот го одобрува или не го одобрува, значи тој извештај. Она што е спорно, а што беше пресудно за мене на крајот да бидам воздржан во гласањето, е што тој заклучок, што е вметнат во образложението на одлуката која оди заедно со извештајот, а кој што е исконструиран и политички, ќе го кажам за мене, е што оди како една целина во собранието пред пратениците и кога тие таму ќе го одобруваат или гласаат по него, ќе го гласаат во пакет заедно со одлуката, заедно со тој став што стои во образложението на одлуката. Затоа мислам дека е спорниот момент тоа. Инаку да бидеме, пак ќе речем на чисто, тоа го каже и мојот колега Драган од Сдруженијето и господин Крајчевски го потентираше во неколку наврати, ја пак ќе речем, извештајот немам никакви замерки за извештајот, професионално, стручно направен, значи коректен, добар, детализиран и ги опфатил сите аномалии што се случувале во текот на работењето на медиумите. Благодарам. Значи, Собранието на Република Македонија го разгледува извештајот за работа на агенцијата. Одлуката во овој момент што беше предмет на дискусија, не е предмет на одобрување или разгледување од страна на Собранието. Собранието нормално ја доби одлуката, бидејќи беше тоа заклучок на Советот, меѓутоа Собранието на пленарна седница ќе го разгледува и ќе го одобри или нема да го одобри извештајот за работа на агенцијата за 2016 година. Така да Собранието може да одлучи дали ќе разгледуваат одлуката што е пратена, го одразува мислењето, ставовите, гледиштата на дел од членовите на Советот во однос на ситуацијата со медиумите во Република Македонија. Меѓутоа таа одлука не може, ниту може законски да биде предмет на одобрување од страна на Собранието. Извештајот е актот кој што се доставува и Собранието е должно да го разгледува и да го одобри, или да не го одобри. Дејан Георгиевски од Центар за развој на медиуми. Значи, сака само накратко да кажам, прво, јас не би зборувал ништо за изборниот законник, затоа што нели се согласуваме дека ова беа адхок промени кои што би требало да важат барем толку знаеме, меѓутоа не знам кога ќе го донесат законот за поништување на тие промени. Значи, она што сака да го кажам е дека треба да се размислува. Секое ширење на периодот кој што се однесува на обврски на радиодифузерите во овој нашиот случај, надвор од официјалната изборна кампања е признавање и прифаќање на реалност дека политичките партии се вклучени во една постојана изборна кампања. Дали сакаме ние на медиумите да наметнеме обврска и тие цело време да се однесуваат како да е официјална изборна кампања, и ако не е, тоа е работа на избор за која што сериозно ќе треба да размислиме. Што се однесува до онлайн медиумите, се согласувам, тоа е многу тешко да се реализира од повеќе причини. Јас имам само ние имавме еден документ за јавна политика на таа тема. Оно што можам да го кажеме дека се придружуваме до препораката на Советот на Европа, која што вика дека онлайн медиумите треба да се третираат исто како и печатените медиуми. Така што лично немам, а и како организација немаме проблем тие да бидат спомнати како електронски публикации или како ќе кажеме во таа дефиниција за медиуми. Дали тоа ќе ви помогне ако вие не вршите мониторинг на печатените медиуми? Не се согласувам дека би требало да вршите мониторинг на онлайн медиумите и тие имаат таа дистинкција заедно со печатените медиуми што спаѓаат во една традиција на политички медиуми. Ви ден денес имате вестници, дневни вестници во Европа, во Германија го имате Neues Deutschland, во Италија имате La Unità, како се беше не? Месаджер, не е битно, кој што се официјални гласи на одредени политички партии. Ние сме имале примери такви. Проблемот е што ќе правите со порталите, тоест со веб страниците на политичките партии. Нив ги уредуваат центри за комуникација во која што работат искусни професионални новинари. Што се тие? Објавуваат вести за активността на своите партии. Дали може да очекувате ист третман на неутралност? Зборувам. Не зборувам за објективност, затоа што новинарите имаат обврска само да не лажат. Во другото, освен радиодифузерите, имаат малку повеќе слобода. Меѓутоа тоа сакам да го кажам. Треба да се внимава при секој регулирање, но мислам дека има веќе регистар на онлайн медиуми.
Тоа марне што го води, вие сакате некој да вика баш ние сме медиум. Во денешно време мислам, ајде некој нека ми обясни која е разликата, што е разликата помеѓу било кој е онлайн и известно. Може, сакав да кажам, сакав да не се согласуваме за некои работи, сакав да кажам дека мора да бидеме страшно внимателни и светските искуства се на таа тема се досега непостоечки, затоа што никој не се обидел да регулира нешто што не постои. Вака се, ние имаме фактичка состојба изборен законник, значи не збориме за нешто, ја имаме веќе состојбата каде што се спомнати тие. Ние овие избори и што се одржа, што се одложи во април, што беа закажани, па се одложија, па не се одржа, се одржа во декември, таа обврска стоеше на агенцијата. Агенцијата зазема став со советот дека нема да врши мониторинг на електронските портали, затоа што реално не може да врши, затоа што стварно немаме регистар. А е непринципиелно да се мониторираат одредени кои што имаат во импресумот наведено кој е собственик, кој ја има уредувачката одговорност, иако може да се каже дека и сериозни портали кои што имаат голема посетеност, се финансирани од сериозни меѓународни организации, немаме импресум. И мој впечаток е дека најмногу говорот на омраза, дискриминација по било каков основ се прави на интернет порталите. И во таков случај едноставно не е возможна покренување на никаква постапка. Не зборам ние како институција, не било која засегната страна, како физичко лице, како правно лице, како политичка партија, како здружение на граѓани, бидејќи реално нема кон кого да се покрене постапка. И ние кога зборуваме овдека, не зборуваме за никакво регулирање на содржината. Рековме дали ќе се почитува изборниот молк, ако е забрането платено политичко рекламирање кај радиодифузерите во тој период да биде забрането и кај порталите, ако е забрането финансирање на државни органи кај радиодифузери да биде забрането и кај порталите и да се почитува изборниот молк. И толку. Значи, никој нема намера и не размислува дека може да врши регулација на содржината, бидејќи реално што е избалансираност кај портал. Како ќе мериме балансираноста? Значи, тоа е невозможно. Така да, овие елементи, ако, или втората варијанта што рековме, политичките партии да речат, се бришат порталите од изборниот законник и останало секако што било претходно. Меѓутоа, вако некој хибридно решение ги има во изборен законник, никој не води во регистар и не знае кои се собствениците, тогаш имаме една ситуација која што мора да се реши. Не може да остане вака, веќе во периодот август и септември агенцијата беше повеќе пати сериозно напаѓана од повеќе национални медиуми, дека не сака да врши мониторинг, иако реално ние е неизводливо да се врши мониторинг ако немаме регистари. Сакам да кажам дека да се донесе решение, да се направи регистар, тоа не е процес што може да заврши за еден месец или два. Ние за печатените медиуми таа постапка повеќе од една година траеше за да се изработи регистарот на печатени медиуми. Така да за наредни локални избори е нереално да се очекува дека може да бидат порталите ставени во фаза да ги почитуваат одредени одредби од изборниот закон. За некои наредни избори после тоа, доколку се реши да се води регистар, одредени одредби од изборниот законник би можеле да бидат предмет, да. Океј, ајде, прво ти. Пошто за портали го нашата видео дека се водила сериозна дискусија и ме радува, сакам да кажам дека понекогаш се чуам како електроинженерска професија, јасно ми е дека интернетот како медиум не може да се контролира. Апсолутно тоа ми е јасно, тоа не треба да се објаснува. Меѓутоа, јас не сум привер дека некој портал до ден денешен е даден на суд и дека судот донел некоја одлука дали за возможността објава на некоја информација во некој портал. Значи, колку дозволам да кажам се безобразни порталите што го полуваат да објавуваат информации од секаков тип и за тоа што го објавуваат не сносат никаква одговорност.
Не сакам да намезам во слобода на изразување и во слобода на изјаснување, меѓутоа, тоа што би го предложи јас за порталите е да биде нешто слично во поглед на радијата и телевизија. Пример, за да биде порталот валиден и законски, тогаш треба да има кој е основач на порталот, кој е собственик на порталот, кој е главен и одговорен уредник, да има и пресник, меѓутоа да биде обврзан, како што се ние како телевизија обврзани, ако сме регионална телевизија да имаме минимум 10 работени, или како национална телевизија да имаме минимум 30 работени, тогаш да се донесе одлука и да поставите, да сакаат да функционираат, значи да имаат обврска, да имаат минимум 2 или 3 работени, како пример да размисли. Мора да се стави ред во таа работа, зашто сега за сега нема никаков ред. Знам дека е интернет медиум и дека контролата е невозможна, меѓутоа да се стави во законски рамки работа. Мислам дека во тој поглед влада е без законија превод. Значи објавува пред бел ден европски информации во портал, сега имам класично пример, че во сред бел ден објавува европски информации и не знам што, кои се достапни за сите. Мора ова сериозно да се разгледа, да се стави во законски веси, нормално при тоа да се внимава, да не биде проблем дека нешто да контролираме слобода на изјаснување и така натаму, меѓутоа да се стави во некој закон, за да тоа што ќе го објават и тоа што ќе го кажат, да може да јас утре како граѓани да кажам, ова не е точно и сакам судот да донесе одлука за ова. Не ми треба да правам микрофон. Значи, не се согласувам со тебе. Се ти кажам, главната работа, прво, нели, тоа е супер, главната работа е, јас знам, во парите. И таму кај што има регистри на медиуми, како што е Србија, да речеме, на онлайн медиуми, како што е Хрватска, никој не забранува некој што не сака да се регистрира таму, да објавува вести, да покрива насадни информации. Се што таму со друго, со пристап до фондови за плурализам, до фондови за ова, ако си регистриран таму, тогаш можеш да аплицираш. Ако не, изволте на пазарот. Google и Facebook и однака ќе го земат целиот пазар на интернет и не согласувам дека може така да мисли Сашо Пешев, меѓутоа генерално огласувачите не ги распоредуваат само така по критериум на читаност. Да, окей. Сашо ќе ми се јави, па ќе се расправаме со него на оваа тема. Оно што сакам да кажам е дека се согласувам со Драган. Ако во законот вели дека некој не може да го прекршува изборниот молк, тогаш тој се го спроведува законот, е должен да се погрижи да најде кој го прекршил молкот. Сега, ја не сум баш многу сигурен дека новинарите се секогаш и медиумите секогаш тие што го кршат молкот, дека молкот пред се може да го кршат оние што се бават со организација на кампањи, меѓутоа тоа е само моје мислење, не се сложуваат сите со моето мислење, тоа е добро. Сакав да кажам дека ако сака, инаку што десува до приватни права, како клевета, како плагиаризам, работата е што кај нас сите очекуваме за такви работи некој друг да ни ги штити правата. Тие права си ги штитиме самите и мораме ние да побараме заштита. Ако ние побараме заштита од државата, а таа не ни ја даде под изговор дека ама не можеме да го најдеме тој, имаме и други, го имаме и Европскиот суд за човекови права, затоа што тогаш евидентно не се прекршени некои права. Само да ви повторам зборовите што Издраган ги кажа пред мене, дека ако законите важат, ако и постои закон во реалниот свет, истиот закон важи и онлайн. Тоа што некои наши не важи, нема треба да важи, туку важи, така е меѓународен стандард е тоа. Меѓутоа, ако нашите институции не се чувствуваат подготвени или не сакаат да действуваат во сите такви случаи, тогаш ние треба да направиме нешто и со нашите институции. Прашање имам околу порамнувањето по тези, не затоа да избришено со овој изборен закон. После ке ми, зашто сега, ја не знам кој е во право, се лек специалист, лек генералис, во изборниот законник нема намалување на казна. Ај кратко, само па ушетно. Така, значи, во изборниот законник од ноември 2015 година што беа измените, е избришена одредбата за поравнување.
дури и самата дефиниција постапката ја води надлежен орган пред судот. Всушност, ако јас ме прашувате, треба судот да се ја води постапката, не ние како агенција, да ги известиме дека има, па тие да поднесуваат прекршочна пријава против судиите, против невиумите. Меѓутоа, не е се. Во април месец, кога се одржа, односно кога имаше закажани избори, а потоа не се одржа, агенцијата поднесе 3 прекршочни пријави директно до судот, како што пишува во изборниот законник. Судиката А ни ја врати пријавата со допис дека согласно законот за прекршоци треба да се спроведе поравнување. Бидејќи имаме официјален допис, ние потоа од судот, став на судот, понатака сите постапки ни достави толкување од Врховен суд, судиката. За да кога поднесовме потоа прекршочна пријава со не... Собрание треба не има од Врховен суд има толкување кое што има важност на закон. И потоа кога повторно ја поднесовме прекршочната пријава со документација за неуспешно завршена постапка на поравнување, истата судика ни го врати предметот и ни донесе решение дека сме закасниле да поднесеме прекршочна пријава. И таа истата пракса се повторува сега постојано кај тие две судики во судот, каде што одиме на поравнување, одиме на поравнување автоматски, а реално во 48 часа не може да се изврши достава, а не да се изврши поравнување. Ние не можеме да ја натераме другата страна и да сака да направи поравнување, да плати, има рок да плати 8 дена. Има и суди и Б во внатрешноста, тие па поинаку постапуваат. До сега 48 часа рокот, претходни 72 часа рокот, која беше, се спроведуваше поравнување. Меѓутоа постапката, кога почнала постапката, тие тоа време се Во внатрешноста од вашето испраќање, а во Скопје од денот на приемот што не се случи паралели. Сакам да кажам дека и самиот процес на поравнување е дел од постапката, веќе има прекршочна постапка, че ние сме го почнале поравнувањето во тие 48 часа. Или предходно во 72 часа, кога беше по предходниот изборен законник. И ова никогаш до сега не било предмет на проблематично со страна на судовите. Тоа никогаш не се спорело до сега, освен сега, кога е за кај две судики и за 2 медиуми. Околу изборниот законник измените, постојано такви измени предлагате, многу ретко усвојуваат, прифаќаат нешто од законодавците. Ама добри се, ви честитам како и секваш измените, макар што малку понекојаш и наивни се така, очекувате дека ќе... Не, па го носат политичари го носат и сега они мислите дека ова со интернетот исто како со печатените медиуми. Требаше дик порано да ги, па дик ништо не им правеше. И за жал секојаш фокусот е на медиумите, а не е на политичарите. Изборниот може граѓани да го... Што е со корпоративните портали, ако Тинекс или... Тоа е ѓаволска работа. Јас се согласувам да има во закон за медиуми до ниво на интересу, нешто како транспарентност на собственост и толку. А за повеќе тоа веќе е сосема неприфатливо. И сакам да прашам за ингеренциите на Советот. Ова затскок од реакцијата, затскок телото, мислам дека е пострешно, зашто претходно не реагира и дали печатокот не е окей, дали не се случи узурпирање на седницата на Советот, затоа што ингеренциите, узурпирање на седницата на Советот со наметнување на изгласување на такви ставови, затоа што според законот или одобрува или не одобрува. Ако не го одобри, треба да образложи зашто не го одобрил извештајот. Извештајот е опис на активности, нели? Не може да измислуваме нешто што не сте го направиле, ако сте погрешиле, веќе тоа е друга работа, не треба да го... И дали таков став за адхок телото не е задосне, затоа што на крајот на кришата Советот нема никакви ингеренции, чиновите на Советот во врска со изрекувањето на мерките или на казните за време на избори. Не ги одобрува казните, извештаите за казни, предлозите. Тоа е работа на службите, значи не е порано и на директора. Благодаря.
пред да одговори председателот на своето што се однесува до ставот на агенцијата во однос на АТКО-телото, со самата измена на законот во стапи на сила, мислам 1 август 2016, тогаш, а и после тоа, агенцијата излезе со став дека е загрозена на ваков начин со политичко делегирање на членови во АТКО-телото, независно че агенцијата заедно со Советот уште тогаш реагирала и кажала дека не се согласува со одлуката која што ја донеле 4 политички партии. А во однос на одлуката на Советот затоа. Значи делот од прашањето ви одговори директорот дека заедно со stručните служби сме кажале дека не се согласуваме. Зошто сега го оценивме? Затоа што работењето на комисијата е дел од работењето на агенцијата во 2016 година. И сега беше шанса да го дадеме своето мислење. Што никој не ни прашал ни пред тоа. Да. А това според телото, што го ранеле службите, работело лошо, и службите работело. Да, инаку, да, за второто прашање јас ви понудил записникот од последната седмица да го видите, пошто многу дискутиравме, или ако сакате лично, приватно, веќе ви го дадам на видео. Да, сега ако имате компјутер, ќе опреснимите, аудио-видео, саат и пол комплетно, и додатно дадов веќе пола саат објаснување на медиумите, исцрпно, така веќе има шанси пак да го видите и тоа. Па да, веќе треба да си... Добре, само кусо мислам дека е многу важно тоа што агенцијата покажува сега проактивност во делот на она што представува законска рамка и она што веројатно треба да се направи во пресвет на нови избори кога и тие да се случат, значи промените во изборниот законник. И мислам дека не е тоа ни оддалеку наивно, туку напротив дискусијава која што се одвива тука, а се одвива само на неколку сегменти кои што се во суштина како предлози за разгледување, за размислување и за промени во изборниот законник. Мислам дека ваков тип на јавна расправа, стручна расправа треба да продолжи и треба да се интензивира и тоа не глобално, туку точно по овие прашања, во делот и на новите медиуми, односно порталите, и во делот на платената политичка програма, во делот на роковите, глобите и така натаму, и да не заборавиме јавниот радиодифузен сервис. Вие му посветите доста внимание, зборувавте за квалитет на вести, ние по долго време знаеме дека македонската радиотелевизија не си ги исполни своите законски обврски како јавен сервис на граѓаните, така што не знам колку тие 30 влијае реално на квалитетот на вестите на македонската радиотелевизија. Прашањето со собранискиот канал е исто така прашање кое што е отворено, кој е смислата на постоењето, концептот на собранискиот канал, па дури потоа нели што понатаму со изборите, односно во време на изборни процеси, така што тоа мислам дека навистина треба да биде агенцијата проактивна, иако можеби не е таа која што носи закони и предлага закони, но мислам дека сериозно треба да се наметне како фактор, вклучително и другите, нели, и стручната јавност и медиумската јавност да се наметне како фактор кој што навистина нема понатаму да дозволува само политичарите според своите партиски и не знам кои други цели да носат закони кои потоа тешко можат или и штетат на медиумската ситуација, но исто така и нанесуваат нели понатаму подолгорочни последици. Исто така ова е интересно околу судовите и предметите по рамнувањето, човек не може да не му се наметне впечатокот дека како да постои спрега помеѓу два медиуми и судството, заради тоа што имате 18 решенија за ненавременост остврлени, судот доцни, а имаме намалена стапка на нели успешност во порамнувањето. Може би звучи нели параноично, но во принцип овака како што го гледаме се наметнува повторно дека еден од клучните проблеми се и судовите. Благодарам. Дали има некој друг да се јави? Ако ви благодарам за присуството и се гледаме во народна прилика.